Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени Богославни браќи и сестри, денешното евангелско четиво, чиј автор е светиот апостол и евангелист Лука, на еден чудесен начин ни го дава одговорот на прашањето а кој христијанин е вистински христијанин, кој е претворен христијанин, а и разликата што природно постои, треба да постои помеѓу христијаните и нехристијаните, односно верните и неверните. На самиот почеток Христос го упатува повикот, како и секогаш, до апостолите, а преку нив до сите нас. Тоа што не сакате да ви го прават другите, не правете им го и вие нив. И потоа почна Христос да настојува што треба еден човек, воопшто секој човек да прави. Прво да љуби, да сака. Но Христос забележува да се сака некој што ве сака, воопшто тешко не е. На тој начин љубат и неверните. Потоа Христос вели дека треба да чиниме добро секому. Ама ако добро им чиниме само на оние што истото тоа ни го прават нам, каква ви е користа, вели Христос? Потоа вели кога давате назад некому, знаејќи однапред дека тој е способен заедно да ви го врати. А на тој начин постапуваат и други, неверни, пагани. И потоа дава одговорите на трите поставки. Ако љубиш вистински, љуби го и непријателот свој. Тоа е нечуено во историјата на човештвото. Тој повик да го сакате својот непријател. Ама потоа ќе позна дека сте христијани. Тоа е знак дека сте вистински христијани. Во спротивно сте исто што и други. Само името што го носите, христијани. Потоа да чините добро, ама не очекувајќи возврат, а не да му чините добро на оној за кој што се уверени дека ќе ви врати со добро. Или пред тоа ви вратил, ви дал некакво добро и со тоа ве задолжи. Че да чините добро, не очекувајќи возврат. Потоа да давате заедно, да. Но некако што сите други тоа го прават, очекувајќи возврат. Туку не очекувајќи ништо. И сето тоа е врзано за чистата љубов, за љубовта која што има сила и потенцијал да го сака и непријателот. Зашто така вели апостолот Лука, така Христос ги сака луѓето,
И така ги сака сите луѓе. И по ниједна основа не ги дели и не ги дискриминира. Тој несебично и безусловно сака. Тој чини добра без да очекува возврат. Се што имаме, ако го претворите во пари, тој е заем што Господ ни го дава без да очекува возврат. Ако така Господ не сака на слугето, па за толку повеќе сега ние треба да се трудиме на ист начин да ги сакаме други. А тој другиот е нашиот ближен, кој да е, без оглед на неговата философска, идеолошка или религиозна ориентација. Сите сме деца на Авраам. Сите. Но ние, православните, треба да бидеме пример, да му бидеме светлина на светот. Под на светов треба да тргне за да стигне до целта на својот живот и до целта на своето постоење. А целта и смислата на нашето постоење е да соградиме вечна и нераскинлива заедница со вечниот и несмртен Бог. И да стапеме во постојан, неиспрекинат диалог и комуникација со Него, браќа и сестри. Оној кој што така живе, ќе добие богата награда од Бога. А наградата е во постигнувањето на целта на нашата екзистенција воопшто. Оној кој што така живе, ќе го заслужи името христијан. Да се биде христијан значи да се биде Христо, дете на Христа Господ. Ние сме тоа, по силата на крштевањето со вода и Дух Свети. Но и сите други на планетава Земја треба да станат тоа. По силата и според дарот, страшниот дар на слободата и возвишениот дар на љубов. Многу пати сме рекле дека љубовта е емоционален ефект во животот. Човекот, самиот негов живот, браќа. Човекот живе ако љубов има. А тогаш кога ја ситни, кога ја троши, кога љубовта смрзнува и се намалува, смртта, и тоа она втората, не биолошката, туку екзистенцијалната смрт, зачукава на портите од нашите животи. Амин.